се предлагачи да го образложи амандманот колешката Ана Елашковска. Повелете, колешки. Ви благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитуван заменик министер, со овој амандман предлагаме да се обезбедат средства во висина од 122 милиони денари за изградба на обиколница која ќе го поврзува патот Градско Прилеп Македонски Брод. Имено овој амандман веќе го поднесуваме по не знам кој пат, како и при носење на нов буџет, така и при ребаланс на буџет, и го предлагаме заради тоа што е веќе овој проект станат еден од нужните проекти во нашиот регион. Мора сите да бидеме искрени и да признаеме дека во изминатите години пелагонието и поречието како да се одсечени од државата, односно многу малку се инвестира. Токму за развојот на економијата и подобрувањето на целокупниот на животот на граѓаните во овој регион е потребно изградба на вакви проекти, односно конкретно овој проект е барање и на граѓаните на Прилеп, Македонски Брод и Градско, заради тоа што е нужна потреба. Овој проект многу се скратува времето на патување на луѓето. Граѓаните на Македонски Брод воопшто ќе нема потреба да влегуваат во Прилеп. И повторно ќе речам, е исклучително важен проект за развој на економијата, односно за локалниот економски развој на овие три општини. Немањето на исто така мора да потенцирам дека овој проект беше еден од клучните проекти кои што Социјалдемократскиот сојуз го ветуваше на парламентарни избори и во 2016 и во 2020 година. Меѓутоа, како и многуте проекти, и овој останува само проект на хартија. Потенцирам заради тоа што овие региони, Пелагонија и Поречието, како да се отцепени, треба како држава во најкус можен период да се насочиме и повторно да инвестираме, заради тоа што се станува збор за живи општини, населени општини, односно на живи региони во кои што екзистираат, работат фабрики во кои што се вработени голем број на луѓе и е исклучително потребно брзо вложување во инфраструктурата. Токму заради тоа замолувам владата да собере сили и да се обезбедат овие средства за се започне како со проектирање на проектот, а Боже потоа и со изградба на оваа обиколница. Благодарам.